Денес граѓаните се сведоци кој сака да ја продолжи кризата и кој и да ја држи во заложништво Република Македонија и сите нејзини граѓани. Реплицирањето сами на себе е кршење на деловникот на Собранието на Република Македонија. Очајот кој што го покажува малцинството во парламентот и стравот кој што се гледа кај Груевски и раководството на ВМРО-ДПМН од одговорноста е премногу дури и за ВМРО-ДПМН. Парламентарното мнозинство има обврска кон граѓаните да не дозволи на тамошно блокирање на демократските процеси, вклучително и ова блокирање на Собранието. Ако дозволиме ова блокирање да продолжи, додека Груевски се сонча на Малта и ги шета мајбак на очарите, за кратко време ќе колабира системот, студентите ќе немаат субвенции, пензионерите ќе немаат плата и пензија, административците нема да земаат плата. Домашната економија и фирмите не можат повеќе да се борат со неликвидноста, бидејќи се во ненормално тешки услови за своето функционирање. Како што реагиравме процедурално по деловникот, така и со оваа пресконференција, уште еднаш апелираме веднаш да прекине дрското и безобразно кршење на деловникот преку неделовнички реплики сами на себе. Очигледно е дека единствената платформа на ВМРО-ДПМН е уништување на Македонија и интересите на нејзините граѓани. Должност на парламентарното мнозинство е да ја превземе одговорноста и да избере председател на Собранието. Во секој друг случај ќе бидеме соучесници во разнебитувањето на Македонија. Напоменуваме, имаме парламентарно мнозинство и тоа ќе ја исполни својата обврска. Благодарам, повелете со прашање. Ваквата ситуација може да трае со месеци. Што ќе преземете вие за да биде до одблокирање на законодателно? Согласно одредбите од деловникот, веќе поднесовме барање за избор на председател на Собранието со поддршка од 20 пратеници. Дискусијата по оваа точка станува безпредметна, бидејќи комисијата и не мора да се избере, треба веднаш да се прејде на избор на председател на Собранието. Веќе поднесовме преку архивата барање денеска. Знаете, кажавме, очигледен е сравот од одговорност. Надвор од секоја логика, ВМРО-ДПМН побара мнозинство во комисијата, доби. Надвор од секоја пракса, логика, ВМРО-ДПМН побара председател на таа комисија да биде Илија Димовски. И сега ВМРО-ДПМН го блокира изборот токму на Илија Димовски за председател на таа комисија. Со неделовничко однесување и реплицирање самите на себе. Тоа доволно зборува колкав е стравот и очајот во кој што се наоѓа Никола Груевски и криминалното раководство во обид да избегат од одговорноста која што неминовно им следи. Имате ли нека рок на кога ќе чекате ваквата ситуација да се... Кажавме, ние го имаме парламентарното мнозинство, нема да бидеме соучесници во уништувањето и разнебитувањето на Македонија и ќе ја превземеме одговорноста која што ја има едно парламентарно мнозинство. Имате ли план како ќе се справите со блокирањето евентуално на комисијата? Во Можело да биде во недоглед, бидејќи таму нема ограничување на дискусија. Работата на комисијата е безпредметна, бидејќи веќе постои предлог од 20 пратеници за избор на председател на Талат Џафери. Сето она што ВМРО-ДПМН ќе го постапува во овој период е во согласно со Уставот на Република Македонија, со деловникот за работа на Собранието на Република Македонија, односно нашето право за дебатирање формално го црпиме од слободите и од демократијата која што нашите највисоки правни акти ги дозволуваат. Од друг аспект, суштински, ние цениме и мислиме дека Собранието на Република Македонија како највисок државен орган има обврска отворено, јасно, прецизно, без криење, без молчење и без ќутење да дискутира за сите суптилни и значајни теми кои што се отворија после одржување на парламентарните избори во Република Македонија и кои што теми имаат такво значење што навлегуваат во целосно редефинирање на концептот на функционирање на Република Македонија како граѓанска и унитарна држава со мултиетничко општество.
Вие сте сведоци дека минатите неколку денови видни раководители на СДСМ повикуваа на дебата. Собранието на Република Македонија е правото место за дебата. Не е проблемот во тоа што пратениците на коалицијата за подобра Македонија се пријавени за дебата и за дискусии и за реплики. Проблемот е во тоа што пратениците од СДСМ ја избегнуваат таа дебата. А всушност пратениците од СДСМ имаат многу теми на кои што мораат јасно да дадат одговор. А тоа е што прифатиле, каков е оној закон за кој што и господинот Заев и господинот Ахмети кажаа дека е окончан, затворен, законот за јазици, какви се последиците од прифаќањето на платформата од Тирана, за која што многу видни раководители пак на ДУИ кажаа дека е целосно прифатена од Социјалдемократскиот сојуз, и кој е концептот по кој што тие планираат во иднина да работат. Друг аспект секако е состојбата во која што мнозинството од гласачи, македонци, припадници на македонската етничка заедница се ставаат во опозиција, со што, за жал, некои од политичките партии свесно сакаат да наметнат дестабилизација на Република Македонија, односно ставање на најголемиот народ, најголемата заедница во Република Македонија во опозиција без право на партиципативност и одлучување за иднината на Република Македонија. Ние ќе се бориме против тоа, користејќи ги сите уставни и деловнички можности. Да појаснам околу деловничкиот аспект, што би беше најголема дилема претходно. Деловникот за работа на Собранието на Република Македонија дава две алтернативи за предлагање на кандидат за председател на Собрание. Првата алтернатива е Комисијата за прашање на изборите и именувањата, втората алтернатива е 20 подписи од пратеници. Но, да потенцирам, едната алтернатива не ја поништува другата алтернатива. Тоа значи, во рете, легитимно е 20 пратеници од СДСМ да го предложат колегата Талат Џафери за кандидат за председател, но на тој начин тие 20 пратеници воопшто не можат да гоускратат правото нити на Комисијата за прашање на избори и именување да предложи еден или двајца кандидати, нити пак на другите пратеници во рамки на деловничките можности да дадат своји предлози за председател на Собрание. Така да, гестот на СДСМ да го предложи господинот Талат Џафери за председател на Собранието е нивно право и нивна одлука, ние го почитуваме тоа, но велиме дека тој гест на пратениците од СДСМ не ја исклучува можноста други 20 пратеници да предложат друг кандидат, или други 2 пати по 20, или други 3 пати по 20 пратеници да предложат нови кандидати, нити па исклучува можноста и правото, гарантирано со деловникот и комисијата да излезе со свој кандидат. Затоа мислам дека колегите од СДСМ воопшто не треба да се нервираат околу постапките и процедурите. Сите тие ќе бидат запазени во рамките на деловникот и во рамките на Уставот на Република Македонија, и ни седна дебата од која што они очигледно бегаат, но мислам дека нема да можат долго да бегаат, ќе мора отворено, ачик, пред сите вас, пред представниците на медиумите, но уште позначајно пред граѓаните на Република Македонија, да ги отвориме сите теми, онака како што до вчера и нивниот председател господинот Зоран Заев повикуваше. Дебатата на политичките партии и на политичарите е токму тука во Собранието. Ако СДСМ одбива да учествува во таква дебата, тоа не е однос према ВМРО-ДПМН, не е навреда спрема пратениците на ВМРО-ДПМН, на коалицијата за подобра Македонија или спрема другите пратеници во Собранието, тоа е директна навреда и презентирање на ароганција спрема сите граѓани на Република Македонија, кои што овие денови очекуваат јасни и прецизни одговори на сите дилеми. На крај би сакал да се заблагодарам на тоа што и представници од Социјалдемократскиот сојуз и представници од ДУИ на почетокот на самата седница на некој начин и верификуваат дека сето ова што како дискусии ние го тераме е сосема во рамките на деловникот за работа. Вие па да со граѓаните на Република Македонија. Благодарам.